Почитувани гледачи, добра вечер. Ова е визави на програмата на ТВ Канал ВИС, последното издание за оваа 2022 година. Општина Струмица денеска го донесе најважниот документ, тоест буџетот за 2023 година, и затоа вечерва со мене е градоначалникот на општина Струмица, господин Костадин Костадинов, со кого ќе позборуваме како е проектиран буџетот и на што ќе се трошат околу 13 милиони евра предвидени за следната 2023 година. Добра вечер, градоначалник, добре дојдовте во Визави. Добро вечер, благодарам на поканата. Навистина, кон крајот на 2022 година, денеска практично советниците го изгласа најважниот документ, еден од најважните документи кои што се содржани во функционирањето на општина Струмица и на другите општини заедно со градот Скопје, тоа е буџетот за 2023 година. Мене навистина ме радува фактот што во 2020, веќе до крајот на 2022 година можеме да заклучиме дека за разлика од многу други општински совети и други општини, Советот на општина Струмица по пат на конструктивна дебата, по пат на широка дискусија, го изгласа буџетот за 2023 и очекувањата кај сите беа дека можеби ќе трае временски повеќе целата дебата. Навистина се заврши во само околу 5 часа целата седница. Имаше дебата, но не беше предолга таа дебата. На што се должи? Тоа се должи на широкиот и обемен процес на носење и креирање на самиот буџет. Уверен сум дека тоа е изворот. Благодарен сум на сите советници прво. Зошто? Заради тоа што многу поважно е да биде транспарентен процесот на креирање од самата дискусија во рамки на Советот на општина Струмица. И ако земеме во предвид дека преку целата година, нормално, и јас и сите советници сме имале најразлични средби со граѓаните, после ги имавме јавните собери во урбаните и во местните заедници, потоа ни следуваше буџетскиот форум, форумот на заедниците, каде што утврдувавме 3 клучни приоритети кои што мора да бидат составен дел на буџетот за 2023 година. И не е само седницата на Советот носењето на буџетот, туку целиот процес на креирање е составен дел од носењето и од донесувањето на одлуката пред која беа исправени сите советници во Советот на општина Струмица, нешто за што сум навистина благодарам за мнозинството советници кои што одлучија дека ова е прогресивен, развоен буџет и е во интерес на граѓаните и дадоа зелено светло на предлог буџетот кој што е доставен од моја страна. Така, но пред да зборуваме за овој буџет, колкава е искористеноста и реализацијата на тековниот, односно оно што се уште не е завршен 2022 година? Колку сте задоволни од неговата реализација со оглед дека имаше и одредени пренамени, имаше мали отстапки со оглед на целата криза која што владее? Така. Важно е да бидеме сите свесни дека се наоѓаме во една сериозна економска, енергетска криза. Особено од фактот дека од ноември почна поголемите сметки за електрична енергија. И тоа го спомнав и на седницата на Советот, кога кажав дека треба да бидеме повеќе од задоволни во однос на реализацијата на буџетот за 2022 година. Зошто? Затоа што имаме реализација на буџетот на приходниот дел од 81% заклучно денешниот ден, каде што имаме реализација на капиталните приходи на општината од 104%, што е навистина вредност за Струмица и потврда за добрите одлуки кои што ги носат мнозинството советници во Советот на општина Струмица. Во делот на расходниот дел, особено во делот на капиталните расходи, што се предмет на расправа при секоја седница на Советот, во целата оваа криза имаме 55% реализација на капитални расходи заклучно со денешниот ден. Тоа значи дека и сме приходувале сериозно, но и капиталните расходи, односно инвестициите кои што сме ги ветувале, се голем дел ситуирани кон општината, значи имаат компаниите изведувачи доставено ситуации и истите ги имаме исплатено, од и така се евидентира расходниот дел на буџетот, исклучува за платени ситуации, а дел се во фаза на реализација, какви што ги имаме таквите проекти, таква е социјалната населба, таков е младинскиот центар,
Таков е мостот на река Водочница кој што се прави како основа за новиот булевар Братство и единство. Таков е скејт паркот кој што е веќе воведен во работа. Таков е новиот ученички дом кој што имаме изведувачи е воведен во работа во средното училиште Димитар Влахов. Такви се низа многу проекти кои што префрлуваат од една буџетска година во друга. Завршуваме прилично тешка година, една од низата кои што ги имаме последниот период, почнувајќи од 2020 со почетокот на пандемијата. Каква излегува општина Струмица од оваа предизвикувачка година? Општина Струмица излегува како најуспешна општина во Македонија, со сериозна реализација, како што реков, и на приходниот и на расходниот дел. И општина Струмица ќе влезе во наредната 2023 сосема свесна за предизвиците со кои што ќе се соочи. И јас сум благодарен на вас како медиум, на вас како медиум, што имаме прилика после секој буџет да разговараме, да дискутираме преку вас, да допреме до што е можно поголем број на граѓани за да слушнат за тоа што се планира, што е реализирано, така и навистина сум благодарен и влегуваме сосема свесни за предизвиците. Спремни ли сте за она што не очекува? И во буџетот за 2023 дури и димензионираме проекти кои што ќе бидат во насока на полесно излегување од таквата криза, секако на општината, но и со тоа на целото граѓанство на општина Струмица заедно со населените места. Така. Предпоставувам со ова што велите полесно излегување, мислите на фотоволтаичната централа која што треба да се постави во општината и влегува во буџетот за 2023 година. Кои се проектите кои што ја оценуваат буџетот и самата општина како напредна и развојна? Велите имаме развоен буџет, граѓански ориентиран. Што се тие проекти кои што ќе дадат дополнителен импулс во животот на општеството и заедницата? Така, кога говориме за општинскиот буџет, иако не се евидентираат во фискалното финансиско димензионирање во буџетот на општината, голем дел на проектите ги димензионираме преку програмите за работа на јавните предпријатија кои што не се евидентирани во буџетот, затоа што се посебни правни субјекти иако основани од општината. Конкретно за фотонапонската централа со енергетска вредност од 2,2 мегавати, која што ја планираме да биде на парцела во собственост на општина Струмица од 2 хектари, а е на управување и располагање на комуналното предпријатие Комуналец од Струмица. Тоа е парцела така и пречистителната станица за отпадни води кај населено место Сачево, каде што советниците беа исправени пред една сериозна, храбра, огромна одлука да општината биде гарант на комуналното предпријатие за задолжување, за да се имплементираат тие 2,2 мегавати потребни исклучиво за потребите на општина Струмица со јавните предпријатија. Со реализацијата на еден таков голем проект, општина Струмица ќе биде прва општина во државата која што ќе биде практично енергетски независна во однос на електричната енергија. Факт е дека мора да сме исправени пред таквиот предизвик со ценовните шокови на електричната енергија и мораме да постапуваме. Дополнително, општина Струмица димензионира 1 милион денари од тековна програма за изработка на физибилити студија за имплементација на јавно-приватно партнерство во однос на поставување фотоволтаици на крововите на јавните објекти во собственост на општина Струмица. Овде мислам на сите образовни институции и основни и средни училишта, на институциите од детската и социјална заштита, мислам на градинките, со спортските објекти кои што се собственост. Што би подразбирало тоа? Дека ќе ги изнајмувате на некој начин крововите на некоја компанија која што ќе сака да постави фотоволтаици? Тоа значи дека физибилити студијата прво ќе ни го каже потенцијалот кој што го имаме како општина на кровните објекти и секако дека ќе генерираме нова вредност и дополнителен приход како општина. Сад моделот ќе го најдеме. Прво да видиме што ќе ни укаже физибилити студијата, зашто впрочем ја димензионираме во рамки на буџетот и секако да изнајде приватен партнер или концесионер, ќе го видиме моделот. Тоа секи излезе како одговорите ќе ни произлезат од самата физибилити студија, кој што потребната енергија ќе го дава на институциите каде што ќе бидат поставени фотоволтаиците,
панелите на кровните површини, остатокот приватната компанија или приватниот партнер ќе може да го продава на слободен пазар. Практично, на сите кровни површини би имале додадена вредност како фотоволтаични панели, енергија за потребите на институциите и материјална корист за компанијата партнер, која што би била избрана по пат на негативно наддавање, да кажем. Да поразговараме малку за фотонапонската централа која што планира да ја има општина Струмица. Колкав е временскиот рок на имплементација на еден ваков проект? Која е рамката и како ќе се обезбедат средствата? Дали веќе се разработени некои модели по кои што таа рамка би можела да се искористи, да се исплати и така? Во однос на фотонапонската централа со ground installment за парцелата кај прочистителната станица за отпадни води, секако дека веќе имаме изработено feasibility студија за тие постоечки 2,2 мегавати како површина на општина Струмица и дополнително за кровот во стопанскиот двор на комуналното претпријатие Комуналец Струмица, таму се 400 киловати и 800 киловати. Вкупната инвестиција би била 2 до 2,5 милиони евра. И зошто кажуваме има рамки 2 или 2,5 милиони евра? Многу зависи капацитетот на трафостаниците на Евана. Дали ќе треба да се влезе во разговори со МЕПСО можеби за појачување на самата трафостаница и зошто секогаш оставаме прашалник, затоа што од моментот на одлука за давање на гаранција за задолжување не е завршена работата. Во тој период имаме зголемен интерес од приватни компании кои што инвестираат на територија на општина Струмица и обременуваат таквата мрежа. Затоа треба да го донесеме до ниво на инвестиција за да ги добиеме потребните податоци и соодветно да реагираме. Во моментот општина Струмица деновиве праќа допис до Евана за да тие го планираат при издавањето на енергетските дозволите за енергетска ефикасност од страна на Евана, кои што се потребни при имплементација на фотонапонски централи, да го планираат заради јавниот интерес кој што го има во општина Струмица. Не станува збор за производство на електрична енергија со крајна цел продавање, туку станува збор за фотонапонска централа за производство на електрична енергија за потребите на општина Струмица. Овде се мисли потребите на пречистителната станица, на јавните претпријатија и нормално уличното осветлување како најголем потрошувач на електрична енергија. Како ја поминавте во однос на сметките за електрична енергија годинава во однос двата месеци кои што има највисоки сметки за електрична енергија? Пред се ме интересира пречистителната станица. Пречистителната станица е генератор на најголеми трошкови, најголем потрошувач, да кажеме, во однос на електрична енергија, споредбено со јавните претпријатија. Но уличното осветлување е практично број еден потрошувач во однос на електрична енергија. Тие се поделени. Од уличното осветлување беше на општината. Ние имаме 15 години регистрирано јавно претпријатие со примарна дејност, јавно осветлување и практично сосема легитимно со претходна одлука на влада и тоа прифатени договори од страна на Евана да ги префрлиме броилата за да излеземе на регулиран пазар и тука генерираме сериозни заштеди. Најголемиот удар ни беа тие први 10 месеци од крајот на 21 и почетокот на 22, каде што практично општината плаќаше 5 милиони денари по основ сметки на електрична енергија или секогаш ги гледаме на купче, затоа што и комуналното претпријатие Комуналец Струмица е претпријатие основано од страна на општина Струмица. Ние за 10 месеци заедно со Комуналец исплативме 140 милиони денари по основ на електрична енергија, што всушност во тие 10 месеци ние сме покрили фотонапонската централа за која што сега мора да се задолжуваме, но ситуацијата е таква каква што е. Ние сакале некеле мораме да ја почитуваме легислативата која што е на сила во државата, мораме да ги обезбедиме потребните, да ја направиме потребната парцелација на самата парцела која што ја имаме на пречистителната станица, да ги обезбедиме потребните согласности, да пуштиме барања до Евана за обезбедување на енергетска согласност. Таа е процедура која што ние имаме оврска да ја почитуваме и е испочитувана до крај и јас сум убеден дека мрежата на Евана ќе го има потребниот капацитет за да одговори на потребите. Со таквата имплементација, навистина, многу мал дел би останало, доколку се покриеме, дали 20% или 30% би останале да општина Струмица има потреба дополнително да купува електрична енергија. Градоначалник,
Рековме околу 13 милиони евра е буџетот за 2023 Тоа година. е основниот Так, буџет. кои се најкрупните проекти кои што ќе земат дел од овој буџет? Секако. Тука имаше претходно прашање како можеме да заклучиме дека е развоен или прогресивен буџетот. Ако земеме во предвид дека над 55% од основниот буџет се однесува на капитални инвестиции, односно на капитални расходи при фискалното димензионирање на буџетот, тоа ни дава за право по методологија да заклучиме дека е развоен буџетот. Значи оперативно тековните трошоци ни се помали од капиталните инвестиции кои што ги планираме и затоа заклучокот е дека нели буџетот за 2023 е развоен. Е развоен буџет. Дефинитивно асфалтирањето на улици во градот, во населените места, ФА програмата, ЈД програмата се само ФА програмата ни е 130 милиони денари. Ова не значи дека нема да реализираме и повеќе. Конкретно огромен проект кој што веќе од страна на ЈПДП има избрано изведувач по информациите кои што ги имам од институцијата, тоа е булеварот Струмица-Дабиле. Тие 3,3 километри од бензинската наива до мостот на влезот во населено место Дабиле, 4 ленти, кои што ни се и предизборно ветување, ќе се реализира. Значи, почнуваме со реализација, имаме избран изведувач, реализирана е јавната набавка. Мислите ли дека ќе заврши во текот на 2023 Како година? Како обврска на јавното предпријатие за патишта, за државни патишта, секако дека нивниот дел со асфалтирањето на 4 ленти ќе заврши. Тоа мора да заврши, и така е димензионирана самата јавна набавка. Во однос на спогодбата која што доколку сакавме да се реализира таквиот пат, моравме да подпишеме обврска со јавното предпријатие дека да подпишеме спогодба, се извинувам, дека општина Струмица во истиот период ќе распише јавна набавка заради нашите обврски. Тука се дел од атмосферска канализација, потребните сливници, пешачката патека, осветлувањето долж 3,3 километри. Тоа е обврска на општината и затоа многу свесно, многу одговорно ја подпишавме. Нашите обврски согласно пресметките се извинувам, се околу 100 милиони денари. Тоа ќе биде повеќе годишна јавна набавка, но во 2023 општината би исплатила 25 милиони денари и се надеваме дека во наредниот буџет за 2024 година ќе го димензионираме и соодветно ќе биде објаснето како пренесена обврска од претходни години за наредните буџети зборам. Само пешачка или и велосипедска патека? И велосипедска се разбира. Навистина е жалосно да не предвидиме и велосипедска патека, имајќи во предвид дека веќе реализираме сериозна. Навистина е и близината на овие населени места. И близината на комуникацијата, самата мобилност на населените места со градот, да кажеме, навистина би се подобрила. Самата велосипедска патека која што сега се реализира низ општина Струмица е како панделка за Струмица. Како да е обвиена Струмица во црвена панделка и согласно сите меѓународни стандарди, нормално дека во паркот каде што просторните услови ни дозволуваат повеќе, таму е со 2 метри и 40 ширина и е двонасочна, таму каде што немаме такви услови, тоа е булеварот Ленинова кој што веќе речиси завршен со 60 до 70%, таму е со 1,20 м. Исто согласно сите меѓународни стандарди, кои што треба да ги исполнува една патека за да кажеме дека е велосипедска. Колкав дел од патеката ќе успеете да реализирате во 2023 или ќе може да се рече дека она што беше планирано се реализира? Сите 11 километри кои што се произлезени од проектот и од грантот кој што го добивме од Европска унија од 750.000 евра, ќе ги реализираме во текот на 2023, иако имаме предизвици со кои што се соочуваме и ги решаваме во. И јас сум благодарен што и засегнатите стейкхолдери кои што имаат, не знам, столбови заради кабелски оператори и слично, излегуваат во престрет и ја разбираат потребата за имплементација на таква велосипедска патека како потреба на сите струмичани, па дури и нивни. Дали ваквите можеби и непредвидени ситуации го уназадуваат реализирањето или засега е во предвидениот рок? Засега е во предвидениот рок, нормално е да имаме неколку денови прекин. Јас сум човек кој што секогаш ги мотивира и службите, и секторите, и оделенијата,
кога ќе се соочиме со некаков проблем, не по секоја цена да пристапиме, туку прво да ги контактираме засегнатата страна. Разговараме со нив за сите можни решенија, се со цел да не претрпуваат никакви загуби, материјални трошоци или било какви од страна на другите засегнати страни. И тоа и го правиме и изнаоѓаме решенија. Затоа велам и сум благодарен на другите засегнати страни во самиот проект што имаат разбирање за целиот процес како важен процес за Струмица. Така. За време на форумските сесии што се организираа со цел да се слушне мислењето на граѓаните и да се изберат приоритетни проекти, еден од водечките беше воведување на јавен превоз, односно електричен јавен превоз. Меѓутоа, овој проект помина во буџетот и ќе биде реализиран во 2023 година. Кои се фазите и колку ќе тежи во средства овој проект и како го гледате? Так. Затоа што сепак станува збор за воведување на нешто што никогаш претходно не постоело и претпоставувам дека не е едноставно да се истурка. Тоа е додадената вредност на Струмица, која е навистина визионерска општина и тука ги промовираме континуитетот и конзистентноста во однос на реализација на сериозни проекти, па дури да бидеме пионери во некои работи. Кога произлезе потребата на граѓаните за подобрување на мобилност, што е факт. Дали станува збор за подобрена мобилност од страна на жителите од населените места со градот, дали станува збор за подобрување на мобилноста во самиот град, дали станува збор како афирмирање на проблем со сообраќајниот метеж, кој што е факт дека го имаме, се наметна идејата за јавен превоз од страна на граѓаните. Кога ја разработувавме идејата, ние мораме да ги димензионираме нашите проекти согласно проектите на Европската Унија и долгорочната визија на Европска Унија. А тоа е Европскиот зелен договор. Значи, многу лесно ни е нас да димензионираме набавка на автобуси, тоа да бидат автобуси на нафта и така да ја спроведеме. Но Струмица прво ќе го изгуби визионерството и тоа нема да биде во согласност со Европскиот зелен договор. Затоа го димензиониравме на тој начин. Тука се клучни неколку процеси. Прво е набавката на автобусите, за кои што дефинитивно ќе биде по пат на лизинг заради обемот и големината на самата јавна набавка и најголемиот издаток со кој што би се соочила општината ќе биде првичното учество за набавката на електричните автобуси. Дополнително ние паралелно треба да водиме процеси на сообраќајен проект, линиите за движење на автобусите, опфатот на учениците за кои што веќе имаме информации од страна на оделението за, односно секторот за јавни набавки, но и од страна на самите училишта, средни и основни, колку би бил опфатот на деца кои што живеат на територија на општина Струмица би биле опфатени со јавниот превоз. И зошто говорам дека првичното учеството би не било најголем финансиски издаток, затоа што целиот концепт, ратата за лизингот со каматите би се покривале од блок дотациите кои што ги добиваме од страна на Министерството за образование и наука по основ за превоз на ученици. Ако велиме дека 148 милиони денари издвојува Министерството годишно само за превоз на учениците, тоа ни дава за право, исто како што направивме со гасификацијата, имаме гасифицирани јавни институции, да го направиме исто и со јавниот превоз. Но ќе остане трајно добро за општина Струмица, како град во кој што за прв пат, иако сме помал, ќе има воведено јавен превоз. А додадената вредност е тоа што би биле единствен град во Македонија, еден од ретките на Балканот, кој што ќе има целосно електричен јавен превоз. Паралелно треба да водиме процес за системот за наплата на автобуските билети, ваучерите кои што би ги издавале. Се наметнуваат дилеми дали пензионерите да бидат ослободени, да не бидат ослободени, какви поволности би имале младите или би немале, но тоа се модели кои што во ќе треба да ги решаваме. Многу е важно микролокациите, кај што ќе бидат автобуските постројки, линиите, во кој временски период и во кој дел од денот. По оставање на учениците, возниот ред. По оставање на учениците истите автобуси би се впуштиле во јавен превоз за целото население, тоа се детали кои што ќе треба да ги разрешиме. Многу е важно што моделот на финансирање не е практично затворен.
Не велиме да ги оштетиме приватните превозници или компании кои што сега вршат превоз на ученици, но велиме еден дел, 30 до 40% од блок дотациите, посебно за време на такви кризи, да ги насочиме кон самата општина, но со цел обезбедување на трајно добро јавен превоз имплементиран и нормално набавени автобуси. Колкава е рамката за овој проект? Колку пари се потребни пред се за првично набавување на автобуси и колку ќе бидат пуштени, да речеме, во Така. оптек? Секако дека имаме уште период во кој што треба да разговараме. Првично димензионираните средства се 12 милиони денари во програмата ЈП, која што денес беше усвоена од страна на мнозинството од советниците во Советот на општина Струмица, и 12 милиони денари можеби нема да бидат доволни, но тоа ќе ни го кажат разговорите со лизинг компаниите, оти ние договор би склучиле со нив. Значи дополнителен кредит нема да се зема, се оди само со лизинг. Се оди само со лизинг, дополнителен кредит не. Фискалната слика и финансиската слика на општина Струмица е навистина добра. Зошто говорам добра, не добра, туку одлична? Денеска може да заклучиме дека општина Струмица, како институција, е една од ретките во државата која што нема обврски према добавувачите. Имаме нула обврски. Имаме пренесено салдо, значи ги имаме парите на сметка, парите на граѓаните, пренесуваме салдо за наредната 2023 година, а имаме и реализација на капиталните расходи. Со што може да потврдиме дека сме стабилна општина. Дополнително оптоварување со кредит, освен тој кој што е земен пред 5 години, на општина Струмица од Светска банка, што не е проблем да го сервисира општина Струмица, а тоа е заради зголемување на секундарната гасификациона мрежа и секако за смарт водомерите, каде што имаме имплементирано близу 9000 смарт водомери, што е добробит на граѓаните и сериозно олеснување на комуналец Струмица, други кредити немаме. Лизингот е своевиден кредит. Не зборувавме за бројот на автобусите. За да може да се покрие градот, за да се одговори на потребите на училиштата и превоз на учениците, но и да се покријат населените места, колку автобуси се потребно минимум за да може нормално да се функционира? Станува збор за имплементација на јавен превоз и поставување на основа. Можеби би биле потребни 30 автобуси еден ден, дај Боже, да се сменат навиките, па струмичани што е можно да возат помалку автомобили, а да користат повеќе јавен превоз, со што ќе допринесат дополнително за подобрување на ситуацијата со амбиенталниот воздух. Но првично сакаме да набавиме 8 до 10. Тоа ќе окажат финансиската конструкција во разговорите и во тоа што би се постигнало на самата јавна набавка. Е покомплексно како прашање, но еве да заклучиме пред граѓаните да знаат, првично ќе почнеме со 10 автобуси адаптирани на инфраструктурата на општина Струмица. Дали имате рок во кој што е зацртан и треба да тргне првиот автобус во оптек? Одлично прашање. Да, секако дека има веќе и формирано работно тело од страна на општината, во кое што јас сум како градоначелник дел од работното тело, но имаме сообраќајни инженери, имаме представници од урбанизмот, имаме представници од секторот за јавни набавки. Сите тие процеси треба паралелно да се движат, за да ние го реализираме и го имплементираме и го пуштиме првиот автобус да вози низ општина Струмица. Не би кажал крајен рок, би кажал цел на работното тело, тоа да биде крајот на 2023, евентуално почетокот на 2024. Со сите процеси завршени и пуштен во употреба јавниот превоз во општина Струмица. Така, значи 2023 е всушност година на подготовки, стратегии, набавки, носење на документите така, кои што се потребни, за да може. Колку улиците се зборуваше сообраќајен инженер дека има услови во Струмица за функционирање на јавен превоз, но колку ќе се потребни пренамени, поместување можеби на одредени паркинг простори и така натаму? И тоа ќе произлезе од сообраќајниот проект, иако Струмица има сериозна инфраструктура и можности да имплементира јавен превоз, не можеме да размислуваме за возила подолги од 12-15 метри. Исклучиво градски автобуси кои што ќе бидат компатибилни со инфраструктурата. Таа ни е инфраструктурата, тие ни се улиците. Ќе имаме проблематични делови од градот, особено во постариот дел од градот, каде што можеби нема да бидат опфатени со јавниот превоз или ќе треба да размислуваме да носиме нов режим на сообраќај, да ги правиме едносмерни улиците, се со цел растеретување на самиот
сообраќај и нормално овозможување да тие автобуси влезат, можат да свртат и да се вратат назад по некоја друга линија. Но сето тоа како одговори до детал ќе произлезат од самиот сообраќајен проект. Не сметате ли дека е можеби преоптимистично да се мисли дека ќе се заврши се со оглед дека самите проекти понекогаш бараат цела година за изработка? И претходната година имав прашање од страна на советниците, посебно во однос на социјална населба, во однос на ученичкиот дом, во однос на младенскиот центар. Дали ќе успееме да постигнеме со се, со проектни документации, колку и да е обемно. Јас верувам во капацитетот на општинската администрација. Има луѓе кои што на вистина си ја гледат сериозно работата, тие луѓе се составен дел на работното тело и јас мислам дека оптимизмот може да не турка напред, за да го дореализираме и да го имплементираме јавниот превоз. Не сметам дека е преоптимистично, сметам дека таквиот тим може, до почетокот на наредната 2024-2023 целата да биде подготвителна, да ги имаме набавено автобусите, 2024 да се имплементира јавниот превоз. Ја спомнавте социјалната населба, тоа е еден крупен проект кој што треба да го реши проблемот со дивата населба на влезот во Струмица. Колку од неа ќе се реализира следната 2023 година и колкава е сумата издвоена за оваа намена? Да. Согласно договорот, произлезен од јавната набавка, 70 милиони денари ќе бидат употребени, односно потрошени, средства се обезбедени со капитална дотација од страна на влада на Република Македонија во текот на наредната 2023, која што ќе биде целосно за имплементација на прва фаза од социјалната населба. Наша обврска е во текот на 2023 да најдеме соодветни извори за финансирање, доколку тоа не може да го димензионираме во некој нареден буџет. Не сметам дека не може, но убаво ако обезбедиме дополнителни капитални дотации. Верувам во капацитетот на владата и на министрите и на Министерството за транспорт и врски генерално, дека можат дополнително со капитални дотации да го испреговараме целото тоа во текот на 2023 и по завршување на првата фаза веднаш објавиме и до реализација на целиот проект, тоа е втората фаза за социјална населба, со што по завршување би почнале со дислокација на дивоградбите од улицата Климент Охридски. Тоа значи дека 2023 е предвидено изградба на улици, атмосферска подпорните канализација, зидови, фундаментите за поставување. Колку пари ќе бидат потребни 2024 затоа што е многу важно да се знае што се потребите за реализација на овој проект. Имено, токму заради тоа, за да ги видиме деталите, предвидуваме проект. 2023 ќе го нарачаме проектот за втора фаза. И тука сите потребни детали, сите потребни пресметки ќе ни произлезат. Јас сметам дека уште 3-4 милиони евра за дореализација ќе ни требаат, но во исто време сум оптимист, имајќи во предвид сите разговори, преговори со страните извори на финансирање по основ на други проекти, дали е тоа преку ЈПДП за булеварот Кондабиле, проширување од 2 во 4 ленти, дали е тоа атмосферска и фекална канализација во населено место град Скобалдовци со 86 милиони денари. Дали се низ други проекти финансирани од централниот буџет, од влада, дали е тоа училиштето во Велјос, каде што преку Министерство за образование одвојуваме 40 милиони денари за комплетна целосна реконструкција, ќе најдеме финансии за да го дореализираме проектот социјално. Зошто токму училиштето во Велјос? Имаше многу реакции минатата година дека се инвестираат огромни средства во училиште кое што има навистина многу мал број на ученици, од друга страна има потреби во училишта кои што имаат стотици ученици и бројот никако не се намалува. Се разбира дека условите мора секаде да се добри, меѓутоа зошто токму тоа училиште? Која беше причината? Самиот повик дефинира какви училишта и од кој тип, во какви населени места би финансирали. Ако повикот бил дека ќе се финансираат во ридско-планински училишта во ридско-планински места, едно од поактивните училишта во населени места од таков тип е Велјос. И од таа причина, нормално, кога имаме отворен повик, зошто да не аплицираме? Тоа е вредност за жителите на Велјос. Апсолутно нема сомнеш, меѓутоа заради бројот на учениците и дали е било возможно да аплицираат училишта? Не беше возможно да аплицираат други училишта, иако Струмица може да се пофали
со последната почнувањето на реконструкцијата и надградбата на основното музичко училиште Боро Џони, го заокружуваме процесот на реконструирани училишта на територијата на општина Струмица. Не постои основно или средно училиште на територија на општина Струмица кое што не е целосно реконструирано. Кога го спомнавте музичкото училиште Боро Џони, минатата година се наметна една идеја дека ова училиште има толку многу талентирани ученици и се отвори муабет и иницијатива дека треба да има и средно музичко училиште. Колку општината е заинтересирана да отвори еден ваков среден училишен центар? Не само што е општината заинтересирана, туку општината има обврска да ги следи потребите на граѓаните и на жителите на општина Струмица. Таму има извонреден раководен тим, секако дека ќе седнеме, ќе разговараме, тоа треба и одлуки на Совет, но и одлуки на Министерството за образование и наука за воспоставување на средно музичко училиште. Секако како идеја ќе ни тлее во нас, но не сметам дека е се уште во фаза на приоритизирање. Така да имаме можност во текот на 2023 да го размислуваме како процес за имплементација на средно музичко училиште. Така. Во Струмица се уште важат мерките против загадувањето, односно високата концентрација на PM10 честички. Вчера Министерството за животна средина рече дека не се укинуваат, продолжуваат и аерозагадувањето е навистина жежок костен, предпоставувам, во вашите раце и силно бреме на граѓаните, со оглед дека тешко се дише навечер. Што може да се преземе од она со кое што општината располага и какви мерки презимаат општинските комисии? Изворите на загадување постојано се мездат. Во еден период беше посочена општа болница, но таа сега е гасифицирана, а загадувањето исто така премногу високо. Предпоставувам дека мислевте и на електричниот превоз дека ќе биде во насока на намалување, но до тогаш имаме се уште многу сериозни прашања и сериозни проблеми. Секако дека тоа беше отворено и во рамки на седницата на Локалниот совет за превенција. Тоа се случи вчера, каде што се разговараа моделите, каде што инспекторката за животна средина, локалната инспекторка, општинската инспекторка за животна средина елаборираше за контролите кои што ги врши и решенијата кои што ги издава во однос на изработка на елаборати од компаниите потенцијални загадувачи. Имаме проблеми со законската регулатива. Од причина што општински инспектор за животна средина нема основ да влезе во домакинствата. Исклучиво се однесува на стопанството, на компаниите. И постојано се врши надзор од страна на инспекторката. Таа е една вработена за територија на општина Струмица. Ако порано беше посочувано дека најголем загадувач е болницата, затоа што се грееше на мазут, сега е гасифицирана. Мерната станица е практично во дворот на болницата. И гледаме дека повторно покажува енормно загадување на воздухот. Во исто време сме наоѓаме во енергетска криза. Струмица практично има имплементирано 43 км секундарна гасификациона мрежа. Општината лани донесе еден преубава мерка и иницијатива да, и таа се уште е на сила и ќе биде и во 2023 дадоа поддршка советниците, да субвенционираме директно на цената на газ по 10 денари, по метар кубен. Но самото зголемување, руската агресија врз Украина, војната во Украина, допринесува за енормно зголемување на цената на природниот газ. Конкретно за загадувањето што ќе се преземе? Секако дека тоа се модели и проекти со кои што директно би можеле да влијаеме на аерозагадувањето. Сите анализи покажуваат дека огромното дрво е сериозен загадувач. И дека тоа произлегува од домакинства и од делот компании, тоа придонесува и од дивите трговци кои што горат кабли за да го извадат бакарот. Кон загадувањето придонесува и оранжериите кои што трошат во сезона по 300 или 400 метри кубни дрва и тоа се придонесува. Треба да работиме на свеста, при тоа треба да имаме целосно разбирање за домакинствата во каква криза се наоѓаме, во каква енергетска криза се наоѓаме. Не секој, верувам дека не секој може да се пружи инвертор клима. Не секој може да ве плати сметката за природниот газ. Имам комплетно разбирање за
целата Но економска од друга страна имаме ситуација, но од друга сериозна страна закана за здравјето на граѓаните. Се согласувам. Општина Струмица, за разлика од другите општини, ги има гасифицирано сите јавни институции. Сите училишта во Струмица, од мазут, од нафта, се префрлени на газ. И не дозволуваме да преминеме на Во однос на енергенци. ингеренциите на општините. До тука се нашите ингеренции. Зголемување на капацитетите на општинските комисии, зошто има само една инспекторка? Затоа што Двосменско работење, тие работат само во една смена, колку што знам, а се најавуваше со години наназад дека ќе има двосменско. комуналните радари, комуналните инспектори веќе работат две смени, почнувајќи од 2022. Тоа беше една од првите одлуки во мојот мандат кој што ги имам донесено. Секако дека ќе размислуваме и за дополнителен ангажман на инспектори. И овде охрабрувам и луѓе кои што сакаат да работат таа работа. Тука има посебни услови кои што треба да се исполнат за еден инспектор да добие легитимација дека е инспектор. Посебен процес. Не може преку ноги да го создадеме, да ги создадеме таквите кадри. Зорица Партенова е инспекторката за животна средина. Таа практично 2022 ја доби лиценцата. Баш заради таквите процеси. Она што е ингеренција на општина Струмица, во делот на мониторингот, во делот на следење на стопанството, кој што е потенцијален загадувач, постојано тоа го прави. Се издаваат решенија на компаниите за да направат елаборати. Се издаваат интегрирани еколошки дозволи, кои што гарантираат дека одредена компанија нема да... Имаме казни кои што се изрекуваат кон загадувачите, но еве елаборираше и вчера од брифингот кој што го имам од локалниот совет, дека и не се во најголема мера компаниите загадувачи. Не се. Например, имаме компании кои што функционираат исклучиво на природен газ. И таквите секојаш ќе ги афирмирам, таква е компанијата Макс, која што функционира, има сериозно производство и е гасифицирана, комплетно гасифицирана. Целото производство е на природен газ. Во таква енергетска криза треба да бидеме рационални, да имаме разбирање и за таквите домакинства кои што се греат на огревно дрво, знаеме какви се цените на сите енергенци, а при тоа да работиме на кревање на свеста дека преминување од огревно дрво кон природен газ значи намалување на загаденоста на воздухот или подобрување на амбиенталниот воздух, што треба да ни биде приоритет. И такви апели, такви пораки до граѓаните постојано употребуваме. Колкава е ставката за справување со загадувањето која што е одвоена во општина Струмица? По повеќе основи. Ако земеме во предвид ставката кон Струмица газ, тоа се некои 30 милиони денари. Ако земеме во предвид дека дополнително за обртни средства заради резервирање на потребните количини заради кризата, зема кредит за обртни средства јавното претпријатие Струмица газ, и тоа е во насока на справување. Оти во спротивно ќе треба да ги префрлиме горилниците на јавните институции да бидат на нафта или на мазут. И тоа е во насока на справување на со загаденоста во воздухот. Новите зелени површини. Веќе имаме израмнето нова површина за парк во населбата Касарна, дополнително со новиот генерален урбанистички план кој што сум убеден дека и сум оптимист дека во текот на 2023 година ќе биде донесен за град Струмица, за општина Струмица. Дополнително се кратиме од приходот во Касарната каде што имаме парцела 20.000 квадрати за големи трговски единици, велиме дека не ни треба, за да дополнително направиме уште 20.000 метри квадратни за парк. Значи ги зголемуваме и зелените површини. Електричниот јавен превоз, за кој што јас сум изненаден зашто опозицијата опонираше кога рековме дека треба да бидат електрични, а не да бидат дизели, е исто во насока на подобрување на амбиенталниот воздух. Покрај сите бенефити кои што ќе ги имаат граѓаните, подобрување на мобилноста, сообраќајниот метеж, но се и во насока на справување со загаденоста на воздухот. Тие сите иницијативи се во таа насока која што мене како градоначалник најмногу ми тежи, како човек, не како градоначалник. Не сакам јас, моето семејство, не сакам ниту еден струмичанец да диша загаден воздух. Кои се другите ставки во буџетот кои што заземаат високо место, да речеме, со тоа што ангажираат голем број од средствата предвидени за 2023? На што ќе се трошат исто така парите? Нормално, тука е функционалноста на општината, како тековни оперативни трошоци, тука се дотациите кон јавните претпријатија, дотацијата кон образование,
култура, социјална заштита, спорт. Особено е важно да се потенцира дека во сите има сериозно зголемување, но најмногу во делот на образование. Зошто и во фаза на изработка е стратегијата и акцијските планови за локалната стратегија за образование и самите акцијски планови не наметнуваат да размислуваме за иницијативи во однос на образование и за основно и за средно, а се во насока на подобрување на самиот образовен или на вонобразовниот процес, каде што практично идат ингеренциите и надлежностите на општина Струмица. Ако до лани сме имале во просек по 4 милиони денари по основ на дотации кон N1 и N2 основно и средно образование, за 2023 предлагаме 14 милиони денари. Тука се нормално преубавата иницијатива и проект кој што го реализираме заедно со Средното училиште Никола Карев во однос на имплементација на шкафчињата. И баш вчера беа испорачани сите, завчера беа испорачани сите 927 шкафчиња за потребите на основното училиште Никола Вапцаров и на подрачното училиште во градско Балдовци, каде што дечињата добија нови, модерни шкафчиња, за да не мора секој ден да ги носат книгите од дома во училиште. Секако школскиот прибор може да им стои внатре, имаат потребната длабочина. И еден е бенефитот кој што го добиваат основците и основните училишта. Но дополнително пораката до граѓаните е дека веруваме во потенцијалот и во капацитетот на нашите стручни училишта. Затоа сега во 2023 дополнително предлагаме 700.000 денари. Овде можеби ќе треба и со некој иден ребаланс да ја зголемиме самата ставка, но тоа е изворно излезено од јавните набавки за униформи на прводеленците. Да се произведуваат исто од учениците и професорите во Никола Карев, и јас сум премногу задоволен што раководниот тим на училиштето ја прифати како иницијатива и уште поблагодарен на учениците кои се спремни текстилната струка да ги изработат самите униформи. Дополнително тука е и Средното училиште Димитар Влахов, каде што имаме ученици кои што произведуваат зеленчуци, овошје, како земјоделски производи, но произведуваат и фармацевската струка, произведува и креми, и лабела за уста, произведуваат и оцет, произведуваат и вино, произведуваат и ракија. И затоа предвидуваме дотација до Средното училиште Димитар Влахов. Делегациите кои што ги имаме многу, кои што ни доаѓаат во општина Струмица, да добиваат подароци, рекламен материјал со производите произведени од страна на учениците и професорите од Димитар Влахов. И еве ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на сите нивни иницијативи. И дополнително имаме тужба од пожарникарите по основ на хранарината во ноќни смени. Тужба за која што тоа е низ годините направена, не е решено како ситуација, за која што сум спремен заедно со правниот тим од страна на општина Струмица разговаравме да направиме спогодба. Кога е поднесена тужбата? Ова е нов момент, не сме Тужбата стигна пред неколку дена во општина Струмица, е сосема легитимно право на сите пожарникари или на граѓаните, без разлика ако сметат дека имаме направено некаква повреда. Дополнително тука имаме проблем што блок дотациите по основ на исплата на плата на пожарникарите, нашите пресметки ни укажуваат на фактот дека не се доволни и ќе мораме да димензионираме што не е наша обврска. Што не е наша обврска како општина, 19,5 милиони денари за исплата на плати во 2023 година за пожарникарите, за потребите на противпожарната служба. Многу одговорно како градоначалник стојам дека тоа ќе го направиме иако не е наша обврска. Но кога сме кај хранарината, ова е убав момент, да ќе предвидиме дополнителна дотација со нареден ребаланс. Тоа не можевме затоа што навистина колку би требало да биде висока таа сума за хранарина? Тоа ќе го заедно со командирот на противпожарната служба во разговор со пожарникарите да видиме каков треба да биде оброкот за вечерните смени за хранарината. Прво ќе се спогодиме за тужбата каде што општината ќе си го превземе гајлето и ќе се исплати честно и поштено кон нив, и дополнително ќе предвидиме оброци кои што ќе бидат произведувани од страна на учениците на Димитар Влахов, а ќе бидат за потребите на противпожарната служба. Што останува во однос на реализацијата на канализационите системи во населените места?
со оглед дека ова е еден горлив проблем кој што и како ја загадува животната средина, а е во негативна смисла го отежнува животот на граѓаните во населените места. Ке имаме ли изградба на нови, доизградба на постоечките системи? Покрај тоа што самото комунално предпријатие Комуналец Струмица од приходите кои што ги остварува за приклучок на канализациона мрежа работи во сите населени места по однос на секундарната мрежа во однос на фекалната канализација. Во 2022 реализиравме крупни проекти во однос на фекалната канализација. Пред се мислам на 4 нови краци во населено место Костурино, кои што ги реализиравме со Комуналец за потребите на жителите. Дополнително, на предпоследната седница на Советот, советниците одлучија за тоа што канализациите се собственост на општина Струмица. И мораме да носиме одлука на Совет, со која што одлука им ги предаваме во владение на комуналното предпријатие Комуналец, за да тие располагаат, прибираат приходи, зборувам за главните. Так. За главната фекална мрежа, за фекална канализација, секундарната, како имаме приклучоци и уплати од граѓаните, така и ги реализираме. На предпоследната седница донесовме одлуки за Велјуса и за Банско, нови фекални канализации, дополнително да Комуналец работи на приклучна мрежа и се предадени, и тие веќе ја спремаат нивната програма за 2023. 86 милиони денари, реков и на почетокот на емисијата, од страна на Министерството за транспорт и врски за потребите од фекална канализација, но и од атмосферска канализација, и така го аплициравме проектот за потребите на жителите на населено место Градско Балдовци. Имаме избран изведувач таму со самите ценовни шокови. Моравме да правиме реевалуација, тоа го правиме од страна на службите на општина Струмица, па повторно да го аплицираме во Министерството за транспорт и врски. И фала Богу веќе е завршен целиот процес, очекувам со почетокот на 2023 година да се воведе во работа. Мора да поминат тие рокови на жалби за да почнеме со имплементација. Со што Струмица заокружува еден сериозен процес во однос на населени места, а и в градот, каде што тековно се работи во однос на подобрување на фекална канализација или пријава од проблеми од страна на граѓаните, редовно се реализира. Може да се пофоли како една од ретките општини со таква реализирана инфраструктура. Сега се наметнува потребата од дополнителни атмосферски канализации, особено во делот на населените места, и после се наметнува новиот проблем со прочистителни станици. Таму каде што нема опфат прочистителната станица за отпадни води, пример Банско, таму треба да направиме пречистителна станица за отпадни води, но тоа се големи инфраструктурни проекти кои што бараат навистина резервирање на многу финансии. За тие потреби секако дека ќе аплицираме дали во ИПА, дали во странни извори на финансирање, дали во договор со централниот буџет, ќе тропнеме на секоја врата за да обезбедиме, како што всушност обезбедивме и за Градско Балдовци, и за Велјуса, и за Банско. Банско е 850.000 евра фекалната канализација. Значи, е сериозен проект кој што не би можеле во една година да го реализираме ние сами како општина Струмица или уште помалку јавното предпријатие Комуналец Струмица. Градоначалник, повеќе од еден час зборуваме за буџетот и што тој содржи. Претпоставувам дека можеме уште толку да зборуваме и нема да опфатиме се. Ќе оставиме детално да зборуваме за одредени сектори во некоја следна емисија. Би сакала за да ја заокружиме оваа емисија да ми кажете како вие ја гледате Струмица во 2023 со оглед дека ќе влече се уште проблеми од 2022 и предходните пандемиски и кризни години. За крај на оваа емисија, јас сум навистина благодарен и дури чудно како брзо ми помина времето. Сакам да пуштам една многу силна порака до жителите на општина Струмица со населените места, дека колку и да е голем предизвикот, какви да бидат големи проблемите, има начин и наоѓаме начин да ги реализираме ветувањата кои што ги имаме дадено кон нив. Во текот на оваа 2022 година граѓаните можат да видат дека веќе се реализираат огромен дел од нивните барања, после сите проблеми кои што се соочувавме со нив. Исто ќе биде 2023. Со тоа што 2023 за Струмица ќе биде, струмичани и жителите на Струмица ќе ја дочекаат со нов булевар, ќе ја дочекаат со младински центар, ќе ја дочекаат со скејт парк, ќе ја дочекаат со
поголема мрежа од велосипедската патека. И секако, најважното за мене ќе ја дочекаат со јавен превоз. Ви благодарам за учеството, па се гледаме во Визави во 2023 година. Благодарам уште еднаш да им посакам на граѓаните на општина Струмица, граѓаните на цела Македонија кои што го следат вашиот медиум. Среќна нова 2023 година, исполната со многу здравје, љубов, радост и со многу трпение, како што кажете, и 2023 година ќе биде година на сериозни предизвици. Така. Ви благодарам, почитувани гледачи, за вниманието со кое што ја следевте оваа емисија. Останете на фреквенцијата на Канал ВИС. Довидување.